20 октомври е 293-тиот ден во годината според Григоријанскиот календар. До крајот на годината остануваат уште 72 дена. – 1803 година Сенатот на Соединетите Американски држави го ратификувал договорот со Франција за купување на големата територија околу сливот на реката Мисисипи, наречена Луизијана. Со овој договор Соединетите Американски држави речиси ја удвоиле својата дотогашна територија. – 1865 година Отава станала новата престолнина на Канада. Имено Отава е главен град на Канада и четврта по големина градска општина во земјата. Градот се наоѓа во рамнината Отава, по кое што и го добил името. Градот е сместен во источниот дел на канадската провинција Онтарио. Низ градот тече реката Отава, кое што ги дели провинциите Онтарио и Квебек. – 1875 година е роден Димо Хаџидимов, македонски социјалист, учесник во македонското револуционерно движење, член на македонската револуционерна организација, истакнат представник и идеолог на серската група, еден од основачите на Народната федеративна партија и деец на Бугарската комунистичка партија. – 1915 година е роден Антон Попов, македонски револуционер, публицист, писател, познат активист на Бугарската комунистичка партија и учесник во легалниот отпор против фашистичкиот режим во Бугарија. – 1941 година пред силната офанзива на германските армии, советската влада прогласи опсетна состојба во Москва и мина во Кујбишев. Тоа беше најкритичниот момент во текот на нападот на нацистичките трупи врз главниот советски град, но подоцна, по успешната контраофанзива на Црвената армија, дојде до пресврт. – 1973 година англиската кралица Елизабета II официјално ја отворила Сиднејската опера. Сиднејската опера е мултифункционална сала за сценски уметности која се наоѓа во Сиднеј. Отворена е во 1973 година после голем број на проблеми што започнале да се појавуваат уште кога проектот победил на конкурсот. Таа е меѓу најпрепознатливите градби на 20 век и е една од најпознатите сали за сценски уметности во светот. – 2003 година починал Миодраг Петровик Чкаја, српски актер и комичар, познат по своите улоги во театарските представи во повеќе од 25 филмови и 32 хумористични телевизиски серии, меѓу кои најпознати се Музеј на восочните фигури, Сервисна станица и сериите Камионџии, Жежок ветер и Подобар живот.